По 2 месеци од кога седнаа пред судијата Ивица Стефановски, обвинетите за грабнувањата и убиствата на Вања и Панче на 27 и 22 ноември лани, Владко Кешишев испрати нова изјава за случувањата. Во свое рачно напишано писмо до судот, Кешишев сега вели дека Палчо не бил со нив двата дена, односно спиел во штабот на партијата Десна. Според ова писмо, Кешишев тврди дека Палчо не учествувал во грабнувањето и убиствата, а тој под закана на Велибор Манев првично лажно изјавил пред полицијата и обвинителството дека сторителот е Палевски. Обвинетиот Владко Кешишев, кој според досегашните сведочења се однесувал како потчинет на Палевски, го напишал писмото од келија во шутка и го испратил во судот, без да знае дури и неговиот адвокат. Истот има напишано некоја изјава, меѓутоа не би сакал да ја коментирам содржината, имајќи предвид дека ниту знам дали ракописот е негов, дали подписот е негов, дали истот своеволно има пишувано. На адвокатот на Видевски не му е логично менувањето на изјава на Владко Кешишев сега. Мислам дека не е сериозно и не е совесно во ваков предмет еднаш да се изјавува едно, втор пат да се изјавува друго. Изјавата на Кешишев беше доставена пред да почне испрашувањето на нови тројца сведоци. Меѓу нив беше возачот на Палчо кој го превезуваше од Белград до турски Беликесир, Стефан Димковски. И тој беше осомничен и помина 30 дена во притвор, а потоа пуштен. Според неговото сведочење, Палевски на 1 декември го викнал во Белград за да го врати во Македонија. И така и било, се до Ниш. Ја поминале ноќите тука, а тогаш Палевски му кажал дека наместо во Скопје треба да го врати до Белград за потоа да лета до Турција. Потоа Палевски го убедува Димковски да го однесе директно во Истанбул за да направил прегледи за операција. Наместо во Истанбул завршуваат во Беликесир, бидејќи смештајот таму бил поевтин според кажувањата на Димковски, па Палчо си плаќа кирија за 3 месеци во куќа. Димковски во неделата утрото на 3 декември решава да се враќа во родната Струмица, но тогаш Палчо му кажува што се случувало во Скопје и претресот во партискиот штаб. На појадокот тој разгледуваше опции, рече не знам овие што ми смислиле, може би треба некаде да барам политички азил, му реков ова е сериозна работа, дека треба да се расчисти, најубаво е да си дојдеш. Рече, да видам не сакам да ме задржат во притвор во Турција и тогаш ми рече ова е тешка местенка, сачекуша голема. Сведочеа и двајца познаници на Палевски кои лани во ноември и декември го барале бидејќи требало да им заврши работа. Ерол Тосмани му пратил порака на Палчо на 22 кога е грабнат Жежовски за да му го поправи котелот за грејење, ама Палевски дошол дури на 28 ноември. Со ова Османи му го поби тврдењето на Палчо дека тој го поправил котелот на 22. На 22.11 јас имам пуштено фотографија и порака преку месенџер, фотографија од моторот на котелот. Не ми одговори и му праќав пораки до 27 ноември и на 27 навечер во 23:30 часот, во кој што вели одма сум подобар, одлежав неколку сати, а претходно се слушнавме на телефон кај што ми кажа дека е болен, ми рече ќе поминам са бајле со лаптоп. Другиот сведок, Ламбе Бучков, го барал Палчо бидејќи му должел 15.000 евра во врска со зградата позната како Тифани. Бучков рече постојано поминувал во судиштето на Десна за да си ги бара парите, а критичниот период се допишувал со Палевски. Се слушнавме од Белград, ми рече дека таму е отиден за кичмата и додаде дека му се јавил Владко од партијата во Скопје и му кажал дека полицијата го барала зашто сакал да земе некој возило, некој пикап. Ми кажа дека сакал да тргне за Македонија, но дека имал состаноци во Бугарија и во Турција. Судењето за киднапирањата и убиствата на малолетната Вања Ѓорчевска и пензионерот Панче Жежовски продолжуваат во понеделник со испрашување на нови тројца сведоци.